Иđe, кога прв пат положи за автомобил? Па, кога? На мој 18 години, не знам која година беше, мислам дека 2002, така, 2003, 2002 година, мислам. Меѓутоа, само што наполнив, знам, 18 години, одма отидов да полагам и положив од прва, што е Кој беше најбитно. твојот прв автомобил што го возиш? Тркачки автомобил беше Југо, меѓутоа се научив да возам на застава Фиќо. Се сеќавам со брат ми на, мислам, четврто, пето оделение тогаш, живеевме на Водно и имавме Фиќо порано и цело време го бевме околу него, спортско направено, така да прв автомобил кој сум го возел е Фиќо. Сите ги знаат твоите успеси, мене ме интересира што правиш ден пред трка. Уф, тешко прашање. Мора да дојдете да видите. Верувајте, кога сум на тие надпревари, имам напнат период, бидејќи сепак се работи за сериозно првенство. Ова е спорт кој што не е поентата само дали ќе победите или изгубите, меѓутоа поентата е да останете жив. Се работи за сериозни брзини, има некој страв пред да почнат тие надпреварувања, бидејќи многу мои колеги стварно ги изгубиле животите. Автомобилизмот е таков спорт, знаеме со какви ризици доаѓаат додека возиме и некои измешани емоции, но најбитно све кога ќе влезам во автомобилот, сето тоа се губи и станувам нов човек. Имаш Амелија? Имам секако. Имам мои ритуали кои што ги подготвувам пред да влезам во автомобилот секогаш, дури кога ќе влезам внатре во него. Не би сакал да ги кажам, но ми прават самодоверба во она што го правам додека возам. Оваа сезона каде ќе се натпреваруваш? Оваа сезона одлучивме со тимот, благодарение сепак ќе кажам на моите спонзори и сите оние што се околу мене. Одиме во престижното ТЦР италијанско првенство и на неколку трки од ТЦР европскиот шампионат, македонскиот шампионат не изоставува тука да се појавиме промотивно, така да оваа сезона ќе ни биде агендата пополнета и се надевам дека ќе имаме добри резултати онамо каде што ќе настапуваме. Апсолутно. Сите го знаат автомобилот од надвор, ама сега ти ексклузивно ќе не внесеш внатре. Можеме да одиме. Задоволство ќе ми биде да ви покажам. А јас сум таму, ти од ваму. Ајде. Сега, пошто нема тука седиште, јас ќе стојам вака од страна, сега може да ни обясниш само, мене ми отсеко футуристички. Па вака, се работи за автомобил Hyundai, TCR спецификација, автомобилот е произведен минатата година, 2018, еден од најуспешните, најдобрите автомобили подготвени за ова првенство. Сумата за овој автомобил е 130.000 евра. Да, и поддршката која што е околу одржавање сите работи, мора да ја правите во Hyundai Motorsport. Такво е ова првенство. Како што кажавме, овде се менјаваат брзините на автомобилот, ова е хидрулична рачна која што е битна за самиот старт, педал боксот, педалите, газ и кочница кои што се потребни, кумплугот е потребен само за старт. Тука е информацијата околу автомобилот, сите параметри кои што интересно во текот на возењето и комуникацијата со тимот се на воланот. Имате процедура за старт. Ова е малтене автомобил исто идентичен како во Формула 1. Истиот принцип на возење, истиот принцип на комуникација со тимот, идентично е скоро све, меѓутоа тоа е тоа. Еден од најдобрите автомобили што ги има за овие надпреварувања. Која брзина ја развива? Па зависи од стазата и меѓутоа може да развие брзина и до 290 км на час. Не е битно брзината, бидејќи ние сме сите навикнати на таква брзина автомобилистите, но интересно е што при брзина од 240, 50 и 60 км ви имате контакт со другите надпреварувачи и стварно е тоа опасно во тие моменти, но тоа е оној адреналин што ни дава волја за Кога почува трката, на што прво помислуваш? Па, Имаме секунда до старт. Апсолутно сум сконцентриран на све. Битен ми е да направам што подобар старт, чим се изгаси семафорот, црвеното светло, тргаме во битка за подобар пласман. Тоа е некако чувство како да, не знам, одите во војна со конкуренцијата, дали ќе останете жив или не. Се работи за агресивни возачи, доста автомобилисти кои што стварно сакаат и се желни за докажување и за резултати. Многу е тешко да се изборите за позиција, бидејќи сите се стварно доста спремни. И на крајот кога завршува се?
кратко ќе заврши све, ако е добро, чувството е фантастично, верувајте. Меѓутоа некогаш има излетувања, некогаш има и дефекти. Во секој случај трките се мојот двигател и без разлика на крајниот резултат, ја без ова не би можел да функционирам. Адреналин. Дефинитивно адреналинот е она што ме мотивира и што ме држи во живот. Ти посакуваме многу успех оваа сезона и да гледаш ексклузив. Ви благодарам, ве пратам стално и ќе ми биде чест и задоволство да присуствувате на некоја трка да видите како ќе биде на едно тако тркачко натпреварување. Благодарам.